Во гимназијата Гоце Делчев се одржа мултипликативен настан во рамките на проектот Развој на Екостимс, презентација на резултати од проект Едукативни ресурси за еколошка и стимс настава, кој има за цел да сподели, имплементира и дисеминира нова методологија и ресурси за едукација на наставници и пошироката јавност за еколошки и стимс активности во училиштата. Присутните имаа можност да се запознаат со нов пристап во наставата во кој се комбинираат практична работа, истражувачки експерименти и иновативни тимски еколошки решенија. Понатаму со имплементација на овие активности во наставата, учениците ќе можат да учат, напредуваат, решаваат проблеми, размислуваат и да ги развиваат своите вештини, при тоа грижејќи се за животната средина и поттикнувајќи ја креативноста и научното размислување, истакна Јасмина Денковска, наставник по информатика и локален координатор на проектот. Драго ми е што денеска имам можност и чест да ги споделам резултатите од овој проект Развој на Екостим, кој што го работевме заедно со колегите од Литванија, од Турција, Кипар и секако нашето училиште гимназијата Гоце Делчев. Овој проект ми е многу драг, затоа што е малку поинако од останатите, затоа што има една повисока фаза во поглед на реализација. Сите претходни има за цел фокус на учениците, нивните мобилности, размена на идеи, размена на култури во различни земји, учениците истражуваа, презентираа, а сега овдека главен фокус беше на наставниците кои што имаа за цел да истражуваат, да работат, да се едуцираат, да се надградуваат самите себе, пишувајќи вредни трудови и сето тоа успеавме да го направиме во 8 прирачници кои што навистина се за секаква пофалба. Ја мислам, од моја страна многу сум задоволна затоа што овој вреден труд ќе остане во нашето училиште, нашиот град, а секако и пошироко на ниво на Европа кој што може да се користи. Имено станува збор за 3 интелектуални резултати кои што вчера на конференцијата, односно така наречен мултипликативен настан, ги споделивме во нашето училиште пред наши колеги. Тука имаше и колеги од другите училишта во градот, а истовремено како хибриден настан, што ова прв пат се случува, имавме можност настанот да го споделиме на наставниците ширум нашава република, каде што имаше навистина доста присутни колеги од различни градови. Имено станува збор за неколку интелектуални резултати кои што денеска би сакала да ги презентирам и навистина ми е драго. Првиот од нив е концепт за учење, еве како изгледа, околу 160 на страници. Ова беше прво и вредно истражување, затоа што навистина нашиве колеги од нашето училиште, заедно со колеги од други земји, вредно истражувавме многу библиотеки, научни трудови, баравме видеа релевантни со темите кои што ги опфаќа овој проект. Темите се воглавно екологија и како STEAM да се примени во наставата. STEAM значи наука, технологија, инженеринг, уметност и математика. Веднаш потоа, значи, започнавме со изработка на програмата, која што навистина е околу 400 страници и за да не биде во еден документ, успеавме да ја поделиме во 6 прирачници. Првиот е овој, каде што има револуционерен пристап кон STEM и едукација за животна средина, како поднаслов, во кој што се дадени насоки, методологија, како да се примени, како да се имплементира ова настава во училиштата со цел да се развие критичкото размислување на учениците, решавањето на проблеми, тимската работа, како учениците практично нешто да работат, затоа што онаа традиционална настава почнува да бива здодевна за учениците. Технологијата оди многу напред. Нашето образование не оди толку брзо. Преку овие чекори пробавме да направиме подготовки за часови и имаме имплементирано 120 подготовки за часови во следните 5 прирачници, кои што вклучуваат и видеа, кои што вклучуваат и различни активности, како што се експерименти, симулации, примена на различни технологии и алатки, кои што би можеле да се применат во наставата. Во ова и во секоја следен прирачник има детални подготовки за целите на часот, потребните ресурси, методите, чекорите на изведувањето на часот, и на крајот евалуација на часот, односно начинот на оценување. По завршувањето на сите овие подготовки, следна цел, односно следна фаза во проектот ни беше за да направиме пилотирање на наставната програма, односно на наставните подготовки. Пилотирањето на активности беше изведено во сите земји
По завршувањето на пилотирањето, значи како финален документ кој што ги вклучува заклучоците пред се од процесот на пилотирање на еколошкото и STEAM образование, а од друга страна вклучува и одредени препораки и насоки на колегите кои што биле вклучени во процесот на пилотирањето. Исто така вклучена е адаптација, затоа што можеби дел од активностите кои што се таму се во поглед на време недоволни, во поглед на ресурси недоволни, така да тука е направена адаптација, значи дел од колегите може да ги адаптираат во нивните услови спрема ресурси, спрема време, спрема учениците, затоа што знаеме дека не се сите ученици со подеднакво знаење и со подеднакви можности.